Белата куќа изразила загриженост за бугарското вето за почеток на пристапните преговори на Северна Македонија со Европската Унија за време на средбата со министерката за одбрана Славјанка Петровска минатата недела во Вашингтон. Споделивме загрижености за застојот во европската интеграција на нашата држава и се разбира недвосмислено ја добивме поддршката дека тој процес треба да се забрза, односно дека Република Северна Македонија треба да го добие датумот и да ги отпочне преговорите. За безбедносните ризици од бугарската блокада, Петровска зборуваше заедно со заменик помошничката на секретарот за одбрана на САД Лора Купер во заедничко интервју во Пентагон. Предолгото тактизирање или одлагање на почетокот на преговорите заради ветото кое го имаме од нашиот сосед може да предизвика сериозен безбедносен проблем на Балканот, заради тоа што веќе се чувствува на некој начин фрустрацијата од предолгото чекање во овој процес. Тоа е нешто што дополнително го обесхрабрува и администрацијата, меѓутоа и општеството во целина. Според Петровска, предолгото тактизирање со ветото, особено во услови на војна во Украина, остава простор за влијание на трети сили. Истиот став го има и Купер, која рече дека постои итно за придвижување на кандидатурите за Европската Унија на Северна Македонија и Албанија. Russia certainly will seek to exacerbate divisions and seek to thwart the accession, whether it was before to NATO, which we know Russia tried to stop, and now to the EU. Купер рече дека заедно со Македонското министерство за одбрана работат на институционални реформи. I see the work that we are doing with North Macedonia on institutional reform within the Ministry of Defense and the Armed Forces as fundamental to ensuring a climate in which corruption cannot thrive. Петровска и Купер нагласија дека договорениот грант од $40 милиони за време на стратешкиот диалог во Вашингтон ќе се искористи за модернизација на армијата и за зголемување на заштитата од хибридни закани. Хибридните закани беа присутни во Република Северна Македонија и претходно, но се разбира дека со започнувањето на руската инвазија врз Украина, тие и особено ставовите кои Република Северна Македонија, особено владата ги има кон ова прашање, тоа е јасна осуда и недвосмислена поддршка на Украина во оваа борба, се засилија кон Република Северна Македонија, кон институциите и се разбира кон одредени министри, политичари или пак јавни личности кои го изразуваат тој свој став, но и генерално тие закани се присутни во нашата држава. А дали одлуката на Русија да ја стави Северна Македонија на листата на непријателски земји представува реална закана за државата и какви контрамерки би можеле да се очекуваат од Москва поради одлуката на македонската влада да им се приклучи на земјите од Европската Унија во нивните санкции против Русија, Купер рече. So I think the information tool is the one that we're seeing the most these days, and it's the effort to try to influence the news media, to try to influence how people think about Russia's foreign policy, and to try to undermine individual governments and sow division within populations. Петровска и Купер најавија нови заеднички вежби на криволак, како и соработка во делот на програмата за воено образование и обука.